Наместо цврст став по националните прашања, откако беше објавен францускиот предлог кој значи и сериозни отстапки од Македонија, македонската влада ќе градела позиција откако сите земји членки ќе имале заеднички став. На само 5 дена до донесувањето на одлуката на Европскиот самит, министерот Бујар Османи тврди дека до Скопје немало пристигнато никаков текст од француското председателство, ама будно следеле што се случува додека во Бугарија на големо се калкулира со кревањето на ветото. Ние треба сега да работиме со земјите членки, но нашиот став ќе го дадеме откако ќе ги слушнеме сите по однос на текстот и откако ќе заврши анализата. Лесно ви е да го имате текстот и да кажете прв печаток. Наша работа е да направиме длабоки анализи за секој збор, за сите импликации кои што произлегуваат од тие зборови. Јас гледам различни ставови и во Софија и во овде. И таму незадоволство, овде незадоволство, таму од други кругови задоволство, тука од други кругови задоволство. Така да оставиме, да видиме кои ќе бидат официјалните ставови на земјите членки. Јас сум спремен тука да разговарам со сите, и со опозиција, и со сите чинители. Сега не е време за партиска политика. Објавата на текстот на предлогот кој значи целосно прифаќање на сите бугарски барања, вклучително и дека немало македонци до 1944 година, од страна на пратеникот Антонио Милошовски, за Османи било политичка агенда на опонентите. Наместо да одговори дали македонската влада знаела што се одржи предлогот и тоа го криела од јавноста, министерот за надворешни работи само кратко одговори дека сега не било време за ексклузивитети, туку за градење заеднички став. А бугарскиот премиер Кирил Петков, чија влада стои на стаклени нозе по избивањето на политичката криза, одговорноста за кревањето на ветото за македонските интеграции ја префрла на Народното собрание. Като премиер няма да взема никакво решение. Повторно велам дека нема да донесам никаква одлука без да бидам поддржан од Советот на Народното собрание. Се додека Националното собрание не донесе одлука, не можам да кажам дали или не е укинато ветото на Македонија. Секогаш си го одржувам зборот. Ова му го ветив на бугарскиот народ и на бугарскиот парламент и ќе го одржам. Откако Петков најави дека во Брисел ќе оди само со одлуката на собранието, шефот на државата Румен Радев остро го нападна да престане да биде француски курир, туку бугарски премиер. За Радев, сепак францускиот предлог бил вистинска одлука, но сепак не попушта. Имало уште многу работи кои требало да бидат завршени до кривање на ветото. Кабинетот никогаш не успеа да подготви бугарски предлог за случајот со Македонија, а сега го поднесува францускиот. Во исто време прашањето го префрли на Народното собрание без да каже јасен став. Премиерот не може да поднесе ништо во парламентот без да се изјасни позицијата. Тој не е курир, туку премиер. Францускиот предлог за Македонија е чекор во вистинската насока, но се уште има прашање што треба да се разјаснат. Предлогот на француското председателство веќе е пред бугарските народни избраници. Сега на потек е токму парламентот, кој треба да постигне согласност за решението кое го стокми Франција за надминување на билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. На 23 и 24 јуни европските лидери намаса треба да го стават прашањето за бугарското вето и почетокот на преговори за Македонија и Албанија, а од тоа ќе зависи во која насока ќе се движат македонските интеграции.